времето, исправени пред историјата, исправени пред споменот на храбрите што не се покорија, храбрите од Разловци. Во мај 1876 година, кога тишината на робството висеше над Македонија како темен облак, се појавија гласови што не се плаше. Гласови што не шепотеа, туку повикаа. Повикаа на слобода, на достоинство, на национално будење. Тоа беа нашите предци, нашите борци од Разловечкото востание. Тие не чекаа светот да ги ослободи. Не чекаа дозвола да сонуваат слобода. Тие кренаа главата високо, иако знаеа дека против себе го имаат најсилниот тогашен систем. Но посилно од се беше нивната љубов кон Македонија. Подобро еден ден беше. Ние знаевме дека не ќе победиме веднаш, но требаше некој да ја отвори портата кон слободата и отворивме со срце и со душа. Но, браќи и сестри, дали нашата борба заврши? Не. Таа само го смени обликот. Денес не држат можеби во синџери на робство, но не напаѓаат други закани. Заборав, разединетост, иселување, корупција и она кое што најмногу боли, напади врз националниот македонски идентитет. Има и такви кои попуштаат пред налетот на овие закани, но и такви како нас кои ги спречуваат. И немам дилема дека ќе продолжи да биде така, но ние го имаме тоа што тие го немаат, а тоа е народот со нас. Нашата борба денес е да ја сочуваме татковината не само на мапа, туку во срцето. Да ја градиме со знаење, со солидарност, со честност. Слобода не е само да не си поробен, туку да живееш достоинствено и со одговорност. Ние имаме истата должност како тие од Разловци таа година, тој ден, да не се предадеме, да не молчиме кога е време да бидеме гласни, да не... Нека живее споменот на Разловци, нека живее борбата за праведна, силна Македонија и горда. Минатата година, токму од ова место, дадовме збор дека оваа година ќе бидеме повторно овде и ќе го славиме овој ден. Следната година одбележуваме 150 години од пркосот, од херојската борба и од жртвата која што ја дале во станиците на Разловечкото востание. Сигурен сум дека со новиот градоначалник во општина Делчево ќе направиме многу и за Разловци, и за Делчево, и за Пијанец, заедно со останатите градоначалници и за Малешевијата. Да сте ми живи и здрави и Бог да ни ја благослови Македонија. Ви благодарам. Националната установа Центар за култура Никола Јонков Апцаров доделува благодарница на општина Делчево. Следната благодарница е за културно-метничкото друштво Гоце Делчев Делчево.